Првиот човек на ССМ, Слободан Трендафилов, без одговор на сериозните обвинувања кои пред камерата на Алфа вчера ги упатија дел од вработените. Алфа побара негов став за наводите за мобинг, откази, суспензии и сомнежи за финансиското работење на синдикатот, но не успеа да воспостави комуникација за да добие одговор. Наместо објаснување од првиот синдикалец, се уште остануваат отворени низа прашања. Во последниве 2 дена тој одржа говор по повод 80 години од формирањето на синдикатот и по тој повод даде интервју на еден македонски телевизиски канал, но никаде не се осврна на обвинувањата дека токму тој, кој што пред камерите се бори за работничките права, е истиот оној кој ги прекршува. Дел од вработените во ССМ тврдат дека додека Трендафилов на улица се бори против мобингот и незаконските откази, токму тој за затворени врати го практикува, а синдикатот, наместо кој треба да биде бастион за заштита на работниците, е место каде што тие се несигурни. Тие рекоа дека Трендафилов им поделил откази на 7 вработени, додека 4 суспендирал. Бројни се и обвинувањата за мобинг, притисоци и понижување на работното место. Нелегитимниот председател Слободан Трендафилов синдикалниот дом го претвори во логор. Па да не кажам ниско толку како капела. Ми избрка 7 души, 4 се суспендирани а замислете се бори за работнички права. Имаше период исто така му донесов новинари, пушташе плата по 3000 денари, а истиот збори по медиумите дека кој ќе дава под минималиот треба да одговара кривично. А што е ова? Во неделата 2 пати по 3000 денари, дали се тоа пари? А се бори за работнички права. Тој само глуми по медиумите. А замислете тој, председател на ССМ, председател на трговија, генерален секретар на градежници и по одбори, тој има преку 200-300 000 кола, располага, ужива како лорд. Вработените кои јавно се пожалија на односот кон работниците во ССМ се сомневаат дека причината за ваквото однесување е да се прикријат малверзациите во работењето со буџетот. Тврдат дека пред неговото доаѓање на функцијата во 2023 по смртта на дотогашниот прв синдикалец Дарко Димовски, на сметката имало околу 600.000 денари, додека денес таа била речиси празна. Се додека Трендафилов не излезе со став, факти и бројки, против ваквите наводи остануваат отворени низа прашања за отказите и суспензиите, за наводниот мобинг и за финансиското работење.